Ако само пред една деценија бројот на ромите кои се запишуваат на факултет беше навистина мал, денес нештата полека, но сигурно се менуваат. Бројот на дипломирани роми студенти расте, меѓутоа вработувањето е најголем проблем со кој се соочуваат по дипломирањето. Јавна тајна е дека многумина земаат партиска книжка за државно вработување. Тоа не е во ред, вели Лолита Хасани, која неодамна дипломираше на правниот факултет. Таа, како и сите останати млади луѓе, има своји желби и амбиции. Сака да стане адвокат и експерт за човекови права, како и пратеник во собранието, каде ќе ги представува ромите и ќе се бори за нивните права. Луѓето треба да ја заслужуваат работата според своите квалификации. Не според партиската книжка, не според националноста, не според тоа дали си нечи брат, сестра и слично, туку стрикно за тоа, ако знаеш како да работиш, ти ја заслужуваш работата, без разлика на кој ресор, на кој ниво, на кој поле. Дека државната работа е прв избор за дипломираните роми, зборува и Наташа Давчева од Рома Верзитас. Таа посочува дека од 84 студенти кои поминале низ нивните програми, најголем дел бараат работа во државните институции. Бројот на вработени дипломирани роми во приватниот сектор е загрижувачки многу мал. Нас заедница на работодавци однос на приватни фирми, значи бројот на вработени во приватни фирми е навистина мал. Тоа стварно има изолирани случаи, пример некоја дипломирана студентка да работи во банка, значи ретки за тие случаи, ако да кажеме од 84 дипломирани, 80% се вработени, од нив некои 5% се во приватни институти. Сепак појаснуваат од Рома Верзитас, полека, но сигурно се менува изборот на студии кај младите роми. Ако до пред некоја година беше тренд ромите да учат за наставници, социјални работници или правници, сега тие се почесто го бираат техничкиот, економскиот и филолошкиот факултет. Високото образование е прв чекор кон успехот. Децина е Лолита Хасани. Едноставно сум млада личност, млада студентка со идеи, со амбиции и цели во животот пред се. Супер е да се биде млад, особено студент на правен факултет, уште неам први, но што побава е чувството да се биде ромка, можеби, бидејќи на некој начин интересно е да се бориш со некои стереотипи и предрасуди во македонското општество и подалеку во европското и во светското, да докажеш дека ромите можеме. Можеме и тоа многу можеме. Способни сме за многу работи, имаме капацитет и способности да напредуваме во животот и да твориме и делуваме и да придонесеме за развој на македонското општество. Само во 2011 година дипломирале 22 студенти роми. Бројката е подобра од она од пред една деценија, но далеку од задоволувачка, велаат од Рома Верзитас. Од 2001 година, кога почна со реализирање на програмата, 84 студенти го завршија високото образование. Меѓу нив и Лолита Хасани, која се надева дека овие академски граѓани ќе го заземат своето вистинско место во општеството.